Добро вечер. Околу 50.000 градежни парцели кои се уште немаат утврдено собственички права. Во следниот период ќе бидат запишани во Агенцијата за катастар на недвижности. Од нив за 40.000 парцели има податоци во катастарот и за нив по службена должност ќе се направи запишување, со што 26.000 граѓани бесплатно ќе добијат имотен лист, додека за останатите 10.000 парцели веќе е објавен повик до граѓаните да ги достават сите документи за собственост со кои располагаат до надлежните институции. Со ова информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас и погледнете што подготвивме за денеска. Зошто се слави 8 март? Хуманитарен базар во Капитол Мол по повод 8 март. Поетско читање во пресрет на 8 март. Прво па женско во МКЦ. Се намалува бројот на заболени од грип. Утре се празнува 8 март, олицетворение на демонстрациите на американските жени во 1903 година и на победата на жените за општо право на глас и за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Утрешниот ден, 8 март, е символика на жената и борбата која сите жени ја имале за економска, политичка и социјална равноправност со мажите. Историјатот на одбележувањето на Меѓународниот ден на жената е поврзан со името на Клара Цеткин, влијателен германски социјалистички политичар и борец за женските права. Идејата потекнува од почетокот на 20 век на инсистирање на социјалистичкото движење. Првиот ден на жената е одбележен на 28 февруари 1909 година во Соединетите Американски држави по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Во 1910 година под закрила на Втората интернационала во Копенхаген е одржана првата меѓународна конференција на жените и на неа е одлучено да се прославува Меѓународниот ден на жената, но без да биде утврден точен датум. Следната 1911 година овој празник по прв пат е прославен од страна на повеќе од милион луѓе во Австрија, Данска, Германија и Швајцарија. На 8 март 1913 година, жените ширум Европа одржале мировни собери. Демонстрации на работничките се одржувале речиси во сите поголеми европски градови секоја година до 1915 година, а главно барање на тие маршеви биле европските земји конечно да воведат универзално право на глас. По победата на болшевиците во Русија, а по иницијатива на Александра Колонтај, 8 март по прв пат е прогласен за државен празник. Советска Русија беше првата држава која 8 март го одбележа со црвени букви на календарот во 1917 година, а неработен ден стана во 1965 година. На запад во 1920 години одбележувањето на 8 март полека замре, а оживеа во 1960 години заедно со растежот на феминизмот. Денес 8 март е државен празник само во малку земји во светот како Русија, Белорусија, Молдавија, Украина, Ерменија, Бугарија, Монголија, Узбекистан, Виетнам и Кина. Република Македонија е една од ретките земји во кои се празнува Меѓународниот ден на жената, иако овој празник има само символичен статус и не е поврзан со идеалите за родова рамноправност. По повод празникот се купува подарок за секоја жена, а најголемиот дел од оние кои подаруваат се одлучуваат за најскромниот и најубавиот подарок – цвеќето. Успешните жени од бизнес секторот денеска се дружеа со жените кои се наоѓаат во социјален ризик. Им подарија пригодни подароци, но и даваа и совети на кој начин да ја надминат нивната тешка состојба. По повод предстојниот празник на жената 8 март, Организацијата на жените на град Скопје во соработка со успешни жени од бизнес секторот денеска организираше трибина насловена "Успешни жени, успешни приказни". На оваа трибина свој излагања има успешни жени од бизнес секторот, менаџерки и директорки на домашни и странски компании, кои ги споделија искуствата за предизвиците на патот до нивниот успех, евентуалните случаи на дискриминација, значењето на успехот во светот на мажите
жените и за успешниот баланс помеѓу кариерата и семејството. Целта на трибината е зајакнување на емоционалната компонента кај жените во ризик и нивно охрабрување за напредок во поглед на конкурентноста на пазарот на трудот и постигнување на економска независност и благосостојба. Снежана Смилевска, координатор на СОС националната линија, нагласи дека успешните жени изминатите години активно се посветувале на изнаоѓање на решенија со кои што би им помогнале на жените во социјален ризик. За ја организираме за прв пат со желба успешните жени, бизнисменки, а веќе у Македонија за овие 20 години ги има доста и тоа е на наше големо задоволство. Сме посакале они своите искуства, како почнале, како успеале да станат успешни, нивната приказка да ја чуеме, а тука се и нашите дел од жени жртви на кои сме им помагале овие години, да слушнат, да видат дали ќе негде може да ги уклопиме во тие приказки, дали за нив ќе успееме да направиме нешто. Иначе организацијата сите овие години направила безброј обуки, курсеви за дошколување, за преквалификација, за дообуки, за оспособување на жените да почнат свој собствен мал бизнис. За жените во социјален ризик беа подготвени и символични подароци со кои се посвети внимание и на традицијата која со себе ја носи 8 март, подарувањето. Даниела Магденовска, генерален менаџер за продажба на Pharmacy Cosmetics, истакна дека на соодветен начин им посветуваат внимание на сите жени кои во моментов се наоѓаат во тешка ситуација, со совети и останата поддршка. Од моето долгогодишно искуство во вакви компании имам сознание дека многу такви жени останале успешни. Значи, буквално од еден социјален случај доаѓа до еден степен да заработува, да го извади семејството на прав пат, да ги школува своите деца. Така да се ова ни е прва соработка со оваа асоциација. Се надевам дека понатаму ќе се продлабочи, ќе имаме и понатамошни соработки, не е прво искуство сигурно. Тука сме да ги опипаме нивните желби и истите желби да ги спроведеме и на терен, односно во дело, да им помогнеме да заработуваат преку нашата компанија, а исто така да помогнеме со производ кој што би го ставиле во самата брошура на нашата компанија, преку продажбата на тој производ, преку различни кампањи каде што би можеле јавно да се појавиме, да им помогнеме да и се избават од таквата ситуација. Македонските писателки и поетеси денеска во Друштвото на писатели со поезија го одбележаа 8 март. Цвеќе и поезија е мотото на настанот кој се случуваше денеска во просториите на Друштвото на писателите на Македонија. Настанот се организираше во чест на македонските писателки и поетеси кои читаа песни посветени на жената. На поетското читање присуствуваа 30 поетеси, припаднички на различни генерации и речиси од сите градови од Македонија. Друштвото на писатели на Македонија на присутните им подари цвеќиња во пресрет на 8 март, празникот на жената. На средбата беше соопштена одлуката за формирање клуб на писателките, членки на Друштвото на писатели на Македонија, што ќе го носи името на познатата македонска поетеса Даница Ручигај. Ваквата организациона новина, што е во рамките на статусот на Друштвото на писатели, ќе овозможи поголема вклученост на писателките во програмските активности и за поширока презентација на нивното творештво. Одлуката за формирање на клубот е донесена по повод 80 годишнината од раѓањето на Даница Ручигај, која животот трагично го заврши во Скопскиот земјотрес на 29 годишна возраст. Друштвото на писатели секоја година на 5 мај, денот на раѓањето на Даница, ќе доделува награда со нејзиното име за најдобра книга од писателка, членка на Македонската писателска асоциација. Друштвото на писатели на Македонија наскоро ќе формира и клуб на писателите што пишуваат книги за деца и млади, со цел стимулирање и поголема афирмација на овој вид литература. 200 деца од основните училишта во Аеродром се пријавија и зедоа учество во изработка на честитки по повод утрешниот празник на жената 8 март. Зашто станува збор, ќе да знаете од прилогот. По повод Меѓународниот ден на жената 8 март, денеска во Капитол Мол се одржа хуманитарен базар на кој учествуваат деца од основните училишта Гоце Делчев, браќа Миладиновци, Димитар Македонски, Александар Македонски и Ѓоргија Пулевски. Дечињата изработуваа предмети и честитки, а средствата што доброволно ќе бидат собрани во оваа акција ќе бидат наменети за одбележување на денот на жената на пациентките на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје.
Што направи ти, ќе ни кажеш? Јас направив неколку честитки За кого? за 8 март. Моментално ние правиме честитки и други разни работи кои што ќе се продават и ќе се носат до Црвениот крст. Честитка за 8 март. За кого честитка? За мајката. Ти ја подарите на мама? Не ќе ги донираме во Црвен крст тама. Јас направив за мајка ми. А од што ја изработи? Од колаш. За баба ми, мајка ми и тетка ми честитка ја изработив од хартија и колаш. Јас изработив честитка од колаш за мојата мајка. Јас и Андреј изработивме плекои, направивме цвече и напишавме среќа 8 март цвет. Јас изработив честитка за мојата мајка и се заблагодарувам за незината почит кон мене и се восхитувам што толку ми пренела внимание на мене. Дали сакате да добивате подароци за 8 март, но и што подарувате? Најчести одговори се како и секоја година, така и оваа. Цвеќе, накид, бомбониери или пак нешто практично. Да видиме што одговорија скопјани на ова прашање. Поклон утре ќе обезбедам за сопругата, за мајкине, за другите пријателки блиски. А денеска вака си помагаме еден со друг да иде работа. Има заинтересирани, така, купуваат нормално. Гледаат цената, али купуваат. Во секој случај земаат по нешто, да, не многу, просечно така. Денот е таков да се подарува. Па би требало да добијам, пошто сум сама, ќерка ми не е тука, така да не очекувам нешто од пријателите, можеби од роднините и така. Ке го прославам сама. Купувате подароци за 8 март? Парфем некој. Цвеќе или некоја козметичка така. Веќе обезбедивте? Не. Не, али ќе земаме. За наставничката. Да, за мајките. За сестрите. Се купуваат, ама многу малку. Луѓето немаат пари. Гледаат само за јадење што да купат повеќе и тоа. По едно цвекенце. По еден карамфил еди. Така, многу тешко. Гледаш, си стоиме тука, они не заминуваат и тоа е. Што најчесто купувате за празникот на жената 8 март? Па добро, најчесто цвеќето е, мислам, секојаш на прво место, иначе другото зависи, некојаш зависи од париве, зависи како, иначе претежно од цвеќето. За утрешниот ден веќе обезбедивте подарок? Тука сме негде. Да не стушнат дома, да не дознаат, веќе спремена. Повеќе од 15 млади дизајнери и брендови за накид учествуваат на базарот во рамките на второто издание на Прво па женско, што се одржува по повод 8 март во Младинскиот културен центар во Скопје. Базарот на ракутворби се одржува денес и утре на 7 и 8 март. Овој градски настан отвара простор за конструктивна дебата за околностите во кои денес живее жената, чиј профил, интереси, ставови и лични заложби за самоостварување им се спротиставуваат на традиционалните стереотипи за размена на знаења и вештини и нови можности за соработка и вмрежување, велат организаторите. Прво па женско е иницијатива што има цел да поттикне одново промислување за значењето на 8 март, меѓународниот ден на жената. Активизмот и вмрежувањето остануваат клучна точка и фокус на фестивалот, со тоа што ќе ја прошириме можноста за соработка меѓу организациите кои работат на сродни теми во регионот и во Европската унија. Оваа година програмата вклучува женска соба за промоција на организации кои работат во областа на правата на жените и човековите права, активизмот во Македонија и регионот, потоа антипредавање за женските перспективи во литературата, уметноста и популарната култура на професорките Маја Бојаджиевска, Славица Стрбиновска и Рајна Кошкахот. Отворена библиотека со наслови од областа на родовите студии од независни издавачи. Изложба и работилница на Рита Гомес, активистка, дизајнерка и илустраторка од Португалија. Филмска програма и останато.
Бројот на заболени од грип почна да се намалува, при што во последната недела се пријавени 3277 ново заболени, што е намалување од 17,5% во однос на минатата недела, соопшти Институтот за јавно здравје на Македонија. До сега во земјава во текот на оваа сезона заболеле вкупно 22.159 граѓани. Во споредба со бројот на заболени во деветата недела од минатата сезона, 2252, како што се наведува, се бележи зголемување за 45,5%. Од друга страна, во однос на просечниот број заболени за оваа иста недела во изминатиот 10-годишен период, кој изнесува 1518, се регистрира зголемување за 2,2 пати. Активноста на вирусот на инфлуенца почнува да се намалува, иако бројот на пријавени случаи на грип заболувања слични на грип во Македонија се одржува на високо ниво. Се очекува продолжување на трендот на намалување на активноста на вирусот на грип и следниот период. Во циркулација се двата типа на вирусот на инфлуенца, А и Б, со доминација на вирусот на инфлуенца А, стои во соопштението од Институтот за јавно здравје на Македонија. Манчестер Сити е спремен да плати 200 милиони евра за услугите на Лео Меси од Барселона. Спар си подобри од Мајами, Клиперс со рекордна победа против Лейкерс во НБА лигата. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.